целосна блокада и безизлезност. И нормално е да е така кога некој со постизборен инженеринг се обидува партијата победник на овие избори да ја испрати насила во опозиција. И тоа како? Преку безусловно прифаќање на уцена од странска држава, само за да се дограби до власт. Нормално беше да се очекува дека партијата победник, која има 51 пратеник, е моќна партија и ќе стори се за да го спречи тоа. Па дури и мотивот да биде само за да се остане на власт. Зарем во суштина не е тоа целта на сите партии па секаде во светот да се дограбат до власта и така да ги спроведат своите идеи. Каква е моменталната ситуација во собраниеве за празнициве? Поречиси 2 недели дебата, реплики, контрареплики, процедурални барања, официјално, според деловникот, само 2-3 пратеника ги завршиле своите говори од вкупно 50 и кусур пријавени за збор. Доколку вака продолжи дебатата, само за избор на комисијата за именување, ќе бидат потребни 2 до 3 месеца, а потоа, кога ќе дојде изборот на председател на парламентот, се враќаме на почеток. Значи ќе се пријават 50 на луѓе за збор и ајде пак од поново. Може би затоа Ахмети си каже искрено дека не гледа светло на крајот од тунелот и дека ваквата состојба може да остане дури цели 4 години. Е сега СДСМ, откако увиде дека не може туку така да си ја спроведе својата агенда, прави напори и бара дупки во деловникот за да насила го протурка Тала Џафери за спикер. Мислам дека оваа игра е опасна и СДСМ треба да размисли многу убаво пред да превземе таков чекор, имајќи в предвид дека надвор пред собранието има маса луѓе на кои преку глава име од политиканството на СДСМ.